Проблемот на секоја, па и на нашата дивоградба, е во тоа што ја подигале и ја подигаат лица без чувство, ниту разбирање за ничии, освен за личните потреби. Темелот на секој таков објект, како и на нашиот, е системската себичност, карактерна особина која ги краси граѓаните од ова поднебие, а тие, со сета своја несебичност, ја имаат вградено во заедницата. Секој прави нешто кое што му е добро за себе, а при тоа она што го обкружува малце го интересира. Ако некого почне да интригира ова проблематично својство, тогаш мора да тропне на вратата на проблемот, од која наместо решение се отвараат 40 метри квадратни стуткан политички неморал, за чија удобност секој месец несебично се плаќа од джебот на граѓаните. Значи, вие го изнajmувате станот на Ангела? Тоа се приватни работи кои што не можам да ги кажам. Но ги го плаќа државата за да прашувам? Не го плаќа, тоа се приватна работа. Парите на државата не се приватни и таа очигледно баш и не знае како некој несебично ги троши. Најважно од се е дека тие остануваат во кругот на пријателите и на семејството, кои се свесни за себичното законско толкување, кои им овозможува да креваат кираџиска дивоградба, која како и секоја друга ќе штрчи се додека некому не му го фати видното поле. Ама и тогаш, кабет ќе бидат тие кои се ококориле, а не оние кои изгледа не ја гледаат гредата во своето, па ја покажуваат раската во окото на комшијата. Во градот се градат згради, вили, на чужди места. Никој не ги гледа тие работи. Гледат еден сиромав да го уништат, да направат доказ овдека, видите, ние го рушиме градот. Ова е мафија. И ова мафија ќе заврши. Немој да мисле дека вака ќе остане. Тоа е таа себична криминална УНЕСКО мафија, која го уништува тоа што некој макотрпно и со години го градел, сакајќи и натаму да ги злоупотребува и да ги искористува нашето езеро, природните, културните, историските богатства. Затоа можеби е најдобро пак да се вратиме по старо и да се свртиме кон нашите политичари, кои секогаш имале слух за потребите на граѓаните. Вака е напорно за слушање и гледачите што уклучиле да ве гледаат, ќе ве сменат, ќе не сменат сите заедно затоа што нема да можат да разберат кој што зборува. А како и да се разбере кој што сака да каже кога со години несебично се манипулира со оние кои себично сака да им се зголемат оние 300 милиони евра годишно, ама до ден денешен не знаат ниту тој што ги донесол, ниту тие што даваат, ниту тие лично зошто треба да ги добијат и како да стасаат до нив. Кое е конкретното барање сега излеговте вие со барање? Кое е барањето конкретно? Не знам со кој образ доаѓате да ги малтретирате лозарите, да го рушите во нивно барање. Еве да излеземе на протест. Кое е барањето? Тоа е барањето, они си го бараат. Кажете го вие барањето. Не го знам. Јас само им давам поддршка овде. И на крајот, со несебична, колегијална поддршка. Ајде готово. Уште малку, за да ја покажеме несебичноста. Во теко на наредните месеци ќе ви бидат исплатени за 2018 година. Ама да бидат големени бате.